Добро вечер. Управата за јавни приходи воведува нова услуга за граѓаните – промена на адресните податоци. Со неа на граѓаните им се нуди можност бесплатно да извршат промена на адресата, телефонскиот број или електронската пошта во регистарот на даночни обврзници. Оваа новина е со цел да се надминат сите недоразбирања што произлегуваат од непроменетите адресни податоци и да се олесни комуникацијата со граѓаните. Промената може да се изврши бесплатно со јавување на телефонскиот број 0833 000. Со оваа информација ги започнуваме денешните урбани вести. Останете со нас. Почна реконструкцијата на краците од улицата Црногорска во Ѓорче Петров. Нов пензионерски клуб во населеното место Љубатен. Се реконструираат 10 улици во општина Центар. Агенцијата за млади и спорт го доби сертификатот за воведување на ISO 9001-2008 стандардот. Доделени 50 решенија за легализација на бесправно изградени објекти во Киселавода. Реконструирани оградите во основните училишта во општина Аеродром. Заврши изградбата на новиот пензионерски клуб во населеното место Љубатен. Објектот е за површина од 35 метри квадратни, а општина Бутел за реализација на овој петти пензионерски клуб ги обезбеди средствата од својот буџет за 2014 година. Општина Бутел ја заврши изградбата на петиот пензионерски клуб на својата територија. Станува збор за клубот на пензионерите од населеното место Љубатен, што се наоѓа на главната сообраќајница на тоа место. На стариот и руиниран објект му е извршена комплетна адаптација и реконструкција, по што се добиени 35 метри квадратни корисна површина. Обновена е фасадата на објектот и ставени се нови врати, прозори и нов под кој е обложен со квалитетни подни плочки. Пензионерите од населеното место Љубатен во општина Бутел ќе остваруваат средби со станоци, но и ќе се релаксираат играјќи табла, шах, карти и други игри. Граѓаните во руралните населени места, не само во урбаните населени места, туку и во Љубанци, и во Визбегово, и во Радишани, и во Љуботен, да направиме места катчиња, да ги оспособиме местните заедници, просторите, за да можат граѓаните да се собираат, да си ги решаваат, состаноци да одржуваат, крај крајева пензионерите можат да се дружат, да го поминуваат слободното време, иако во руралните средини луѓето многу повеќе работат отколку што сакат да одмараат. Смениме врати, прозори, поставиме нови плочки во оваа просторија каде што граѓаните на ова населено место ќе можат да го користат овој простор, но воедно и да одржуваат разни состаноци. Па благодарност до градоначалникот на општина Бутел што ни овозможи, значи, ова запуштена просторија што беше позади нас, која беше напунета со ѓубре, со разни, значи, нечисти работи, сега го адаптиравме за да, мислам, селаните се собираат и своите активности ги направат во оваа просторија. Средствата за овој проект се обезбедени од буџетот на општина Бутел за 2014 година. Улицата Црногорска и незините краци ќе бидат целосно реконструирани, зашто граѓаните ќе добијат уредени и безбедни улици, најавија денеска градоначалниците на Ѓорче Петров и на град Скопје. Градот Скопје и општина Ѓорче Петров денеска ги почнаа градежните работи за реконструкција на крак од улицата Црногорска, од улицата Радушка до улицата Лука Геров, како и на краците 1, 2 и 3 од оваа улица, кај паркчето пред надвозникот на улицата Лука Геров. Почетокот на градежните работи го означија градоначалникот на град Скопје Коца Трајановски и градоначалникот на општина Ѓорче Петров Сокол Митровски. Градоначалникот Трајановски истакна дека овој проект е резултат на добрата соработка на градот Скопје со општината Ѓорче Петров, при тоа нагласувајќи дека градот Скопје е подготвен да ги поддржи проектите на општините кои што придонесуваат за подобар лик на градот и се од корист на граѓаните. Од улицата Црногорска во должина од 650 метри, која што ќе биде комплетно направена со сите придружни елементи, значи тротоари, подземна инсталација, улично осветлување и слично.
и ќе биде една модерна улица како што доликува на градот Скопје. Би сакал да се заблагодарам на Советот на градот Скопје и советниците на градот Скопје и председателот на Советот за можноста која што ни ја пружија за да можеме да со одлука на Совет да им помагаме на општините или заедно со општините да учествуваме во реализација на заеднички проекти кои што се означени за граѓаните во соодветните општини. Градот Скопје во оваа сообраќајница ќе учествува со 50% од средствата кои што се потреби за нејзината изградба. Тоа е околу 3 милиони денари ќе бидат вложени од градот Скопје, 3 милиони денари од општина Ѓорче Петров, и тоа е една добра порака дека градот Скопје и општините можат и соработуваат во реализацијата на проекти кои што значат подобри услови на живење на граѓаните на општина Ѓорче Петров. Градоначалникот Митровски рече дека реконструкцијата на краците на улицата Црногорска ќе придонесе за брза урбанизација на овој дел од општината Ѓорче Петров, а граѓаните ќе добијат уредени и безбедни улици. Оваа комуникација е битна и значајна за овој дел на граѓаните, па и пошироко за општината Ѓорче Петров, затоа што ги поврзува со значајните инфраструктурни објекти во општината Ѓорче Петров, како со школите, градинките, меѓутоа не поврзува и со излезната комуникација према коридорот 8 и коридорот 10, со што навистина граѓаните ќе побезбедно и побрзо ќе комуницираат од општината Ѓорче Петров према Тетово, Гостивар и обиколницата, која е значаен дел од инфраструктурните објекти во општината Ѓорче Петров. Коловозот ќе биде целосно реконструиран, во широчина од 5 метри ќе се прават тротоари, ќе има целосно осветлување и на дел таму кај што е подземната инфраструктура треба да се занови, ќе ја зановиме целосно, значи водоводната мрежа. Пред година и полов дека целосно поставивме водоводна канализација, атмосферска канализација, водоводната мрежа, меѓутоа останаа делови на Црногорска кои гравитираат према улицата 4 јули ќе бидат целосно реновирани, со што подземната инфраструктура ќе биде исто така, да кажам, обновена за една подолгорочна употреба. Во текот на градишните работи на краците од улицата Црногорска ќе се воведе привремен сообраќаен режим, зашто граѓаните ќе бидат навреме информирани. На терен ќе работат градишните екипи на фабриката Карпош АД Скопје, а градишните работи треба да завршат за околу 2 месеца. Градоначалникот на општина Центар денеска најави реконструкција на 10 улици во општината, изградба на детска градинка и реконструкција на паркот во Капиштец, а во Дебар Мало ќе се гради Боемска улица. На 10 позиции се одвиваат градежни активности на територијата на општина Центар. Едно од оние места, 10 каде што се одвиваат градежните зафати е токму ова улица, поплочување на колско-пешачки патеки на улица 8 ударна бригада со краците, тоа е италијанска амбасада, и улица Лермонтова, која што е позади нас. Површина на опфат е 1600 метри квадратни, поплочувањето на патеките со коцки и плочки ќе биде од вештачки гранит, нов дрворед со околу 20 садници, ќе има систем за полевање капка по капка, потоа обновување на уличното светло, нова урбана опрема, спроведување на сите инсталации под земја, тоа е трендот што сакаме да го запазиме, тоа и на ЕВА на инсталациите и кабловските оператори. Предвидено е и површинско одвандување на атмосферските води до новата атмосферска мрежа. Втора активност на територија на општина Центар е реконструкција на коловозот на улица Костовски херои, поранешната 29 ноември, и тоа на потегот од улица Партизански одреди до Орце Николов. Реконструкцијата на улицата Ѓоргија Пулевски. Во изминатиот период беа реконструирани коловозот во должина од 180 метри и површина од 900 метри квадратни. Реконструкција на пешачките патеки кон објектот во Капиштец во близина на улица Франклин Рузвелт, и таа можно брзо ќе ја завршиме. Реконструкција на коловоз на улица Јоаким Крчовски, вкупната должина на коловозот што ќе се реконструира 180 метри и површина од 1300 метри квадратни. Ќе се изврши и санација на дел од тротоарите со површина од 180 метри квадратни. Изработката на термичките фасади со поставување на термичка изолација од проектот ефикасна енергетски објекти, и започнуваме наскоро напролет со изградба на новата градинка во општина Центар, и тоа ќе биде нешто со што навистина се гордееме и ние граѓаните на општина Центар. Темална реконструкција да завршам со на улицата Ленинова, сега Аминта, и тоа на потегот од булеварот Партизански одреди до клубот на Претеници, значи од оној плоштад што го направивме, плоштадот Буњаковец до потегот кај клубот на Претеници, ќе одиме со целосна реконструкција на коловозот.
Општина Илинден во соработка со Црвениот крст денеска ја организираше една од најуспешните крводарителски акции, на која крв даруваа 47 крводарители. Во просториите на Општина Илинден, а во организација на Црвениот крст на Република Македонија, успешно се реализираше уште една акција за дарување на крв. Ова беше една од досега најуспешните акции за дарување на крв во Општина Илинден, во која 47 крводарители ја даруваа драгоценната течност, што значи живот. Според податоците на Црвениот крст, бројот на крводарители во Општина Илинден од година в година е се поголем, со што жителите континуирано ја покажуваат својата хуманност и солидарност преку дарувањето на крв со цел да спасат нечiji живот. Секоја дадена капка од оваа драгоцена течност некому многу му значи. Граѓаните од Општина Аеродром преку проектот Форуми во заедницата одлучиле да му дадат предност на проектот изградба на училишни огради, со што училиштата во општината добија комплетно реконструирани огради. Општина Аеродром ја заврши изградбата на оградите во 7 основни училишта на своја територија: Блаже Конески, Браќа Миладиновци, Љубен Лапе, Ѓоргија Пулевски, Лазо Ангеловски, Димитар Македонски и Гоце Делчев. Од општината информираат дека граѓаните од Аеродром овој проект го прогласиле за приоритетен за реализација во минатиот циклус на проектот Форуми во заедницата. Санацијата опфати замена на оштетените делови со нови, поправка на вратите, бојадисување и изградба на комплетно нова ограда во училиштата каде што недостигаше, информира локалната власт. За овој проект Општина Аеродром издвои 6,5 милиони денари, а 2,4 милиони денари се од Швајцарската агенција за развој и соработка, која го реализира проектот Форуми во заедницата. Агенцијата за млади и спорт го заврши процесот на воведување ИСО 9001-2008 стандардот во своето работење, со што ќе се придонесе на значително подобрување на ефикасноста во управувањето со внатрешните процеси и испораката на услуги кон крајните корисници. Сертификационата куќа ТУФ Австрија ја изврши сертификацијата на Агенцијата за млади и спорт. Овој стандард е дел од ИСО 9000 групата на стандарди, кои се однесуваат на имплементација на најдобри практики во управувањето со квалитет во една организација. Агенцијата за млади и спорт ја започна имплементацијата на овој стандард минатата 2013 година и на почетокот на 2014 година. Системот беше ставен во функција со стандардизираните процедури, кои вработените треба да ги применуваат во секојдневното работење. Имплементираните ИСО процеси и процедури опфатија голем опсег од работењето на агенцијата, вклучувајќи ги областите на стратешко и тековно планирање, реализирање на внатрешните процеси во работењето на институцијата, услугите кои институцијата ги дава на своите корисници и следење и подобрување на работењето. Сертифицирањето е дел од постојаните напори за реформа на јавната администрација и подобрување на нејзината ефикасност и ефективност. ИСО 9000 групата стандарди представува меѓународен консензус на добри практики за правилно управување со квалитет. Тој се содржи од стандарди и прирачници во врска со системите за управување со квалитет и со одветните стандарди за поддршка. Определбата за сертификација на систем за управување со квалитет согласно ИСО 9001 од страна на акредитирано сертифицирано тело ја покажува посветеноста на секоја организација кон квалитетот, корисниците и клиентите. Нови 50 семејства од општина Кисела Вода ја искористија можноста да се стекнат со правна и легална собственост на своите домови. Во големата сала на општината, денес градоначалникот Билјана Беличанец Алексич им ги додели решенијата за легализација на бесправно изградените објекти, нагласувајќи дека спроведените мерки на локалната самоуправа за забрзување на темпото на решавање на предметите ги даваат очекуваните ефекти. Со денешното јавно доделување на решенијата за легализација, бројот на решени предмети се искачи на 2489. Се уште останува голем број на предмети кои се со нецелосна документација, што го доведува во прашање легализирањето на објектите. Градоначалничката Беличанец Алексич апелираше да се искористи поволноста што владата им ја овозможи на граѓаните за продолжување на роковите за доставување на документите, но да не се чека
до последен миг, бидејќи воведувањето на урбанистички ред е во интерес на сите. Граѓаните ќе станат сопственици на нивните имоти, а општината ќе може да донесе нови детални урбанистички планови, во кои ќе бидат впишани и ново легализираните објекти, што е и крајна цел на овој процес. Борусија Дортмунд сигурна нагости против Зенит. Кикс на Манчестер Юнайтед во Атина во осмина финалето во Лигата на шампионите. Рекометниот клуб Вардар во преговори со хрватскиот Блажен Колацковиќ кој настапува за шампионот Хамбург. Следуваат спортските вести веднаш по рекламите.